Лиценцираните туристички агенции и водичи се со крајно лимитирана деловна активност и се соочуваат со многобројни предизвици и голема неизвестност. Туристичко-угостителската комора на Македонија апелира за континуитет на економските мерки, кои дадоа резултати за да се спречи загуба на работните места и да се овозможи тие да се дел од петиот пакет мерки за економски спас. Туристичките агенции апелираат да се продолжи со мерките за поддршка на секторот и да нема застој во исплата на финансиската поддршка за плати, бидејќи тоа ќе има големо влијание врз задржувањето на работните места и опстанокот на оваа дејност, во која се вработени над 3000 луѓе во речиси 500 регистрирани правни субјекти. Од туристичките агенции во Струмица велат дека ангажмани за сега имало само низ некои од нашите туристички места. За разлика од претходните години, оваа година интересот за новогодишните празници беше многу помал за разлика од претходната година. Меѓутоа, сепак имаше заинтересираност за нашите туристички центри, Крушево, Маврово, Попова шапка. Заинтересираноста, како што кажав претходно, беше слаба. Меѓутоа, имаше реализирани екскурзии и дочек на новата година за Истанбул во многу помал број за разлика од претходните години, но сепак имаше заинтересираност. Поради намалениот број на туристи и немањето туристички аранжмани во исклучително неповолна состојба се наоѓаат и туристичките водичи и придружници. Според последните податоци на Заводот за статистика, бројот на туристите во ноември 2020 година во однос на ноември 2019 година е намален 66,6%, а бројот на ноќевањата е намален 64,5%. Во периодот пак од јануари до ноември 2020 година, во однос на истиот период од претходната година, бројот на туристите е намален 61,2% и тоа кај домашните туристи има намалување од 20,3%, а кај странските има намалување од 84,4%.